повод на барањето за автентичното толкување на член 65 став 5 од Законот за култура, значи дека членот е јасен, тоест нема потреба од автентично толкување. Затоа, почитувани колеги, почитувана јавност, ги повикуваме сите кои се одбиени, а претходно пријавени на годишниот конкурс за финансирање на проекти од годишната програма за култура, да се повикаат токму на ова автентично толкување и оваа одлука на владата и да ја обжалат ревизијата на годишната програма, која, како што тврдевме на самиот почеток, беше направена целосно незаконски. Од тука надлежните институции треба да почнат да ја вршат својата работа и да постапат во овој случај, затоа што вакви преседани како овој отвораат можност на нови злоупотреби во иднина. И како што уште пред неколку месеци кажавме, нејасно е дали поскандалозен е начинот на кој што беше донесена годишната програма или пак поскандалозна е нејзината ревизија. Одговорот дека се што се правеше во културата е целосно скандалозно е и тоа што владеачкото мнозинство во ова собрание не сака да ја продолжи надзорната расправа, на која што надзорна расправа го разгледувавме начинот на реализација и начинот на доделување на средства на годишните програми во културата за 2018-2019 година. Јас не знам друг пат да се случило надзорна расправа да се прекине, меѓутоа во овој случај се прекина. Одговорот е целосно јасен. Ви благодарам. Ирена Стефовска, реплика.